почитување на законот е едно, договор е друго. Значи, законската обврска на Државниот инспекторат за локална самоуправа согласно законот за Државен инспекторат е да ја следи работата на советите на општините. Со донесувањето на законот 2013 година, овие ингеренции кои што ги имаше Министерството се префрлени на Државниот инспекторат за локална самоуправа. Или во превод назначено, Министерството за локална самоуправа може би единственото министерство ресорно кое што нема ингеренции во матичната област за која е наменето. Односно, надзорот на работата и законитоста е на Државниот инспекторат. Прво, значи, не е точно тоа да се даде соопштение и демант од страна на Министерство дека изборите се толкуваат по изборен законник е несериозно, бидејќи матичниот закон по кој се водат советите на општините и градоначалниците е законот за локална самоуправа. Значи, нема друг закон. Законот за локална самоуправа во член 35 став 1 има само една реченица и е многу категоричен и јасен. Членови на советот се избираат за време од 4 години. Точка. Со оглед да последните избори локални се на 24 март 2013 година, според овој член 35 став 1, тие се со изминат мандат на 24 март 2017 година. Сега ние постапивме согласно нашите законски овластувања. Односно, прво чекавме да поминат 45 дена од објавата во службен гласник, па дури потоа се носи решение за ставање вон сила на тие одлуки, а овие одлуки ние сме должни да покренеме иницијатива за истите пред Уставен суд. Меѓутоа, каде е недоразбирањето? Бидејќи имам време тука подолго, не е само на една реченица што се дава за медиумите. Во март месец, 17 март, дава допис Министерството за локална самоуправа до општините дека мандатот мислење дава, писмено мислење, дека мандатот им трае до 15 мај. Ние побаравме писмено исто така на 11 април од Министерството да не известат дали постои таков документ со кој се известени општините за мандат до 15 мај. После неколку дена, на 17 ми се чини беше ретерирано. Беше ретерирано и во дописот стои дека ова е само мислење, а не и задолжување за општините, бидејќи они немаат таква ингеренција. Значи, самите се побиваат. И дека одлуката е дека е поднесено на Уставен суд од нивна страна, од Министерството, за измена на член 35, овој член што го цитирав, и измена на член 49 и 52 што се однесуваат на градоначалниците. Пред едно 4 дена Уставниот суд се произнесе како ненадлежен да ги менува законите, значи веќе постоечки закон тој не може да менува, и Уставниот суд се прогласи за ненадлежен и тука настана хаосот. Односно, има мислење неформално до 15, меѓутоа тоа незаконско, бидејќи ние сме должни да следиме работата. Министерството за локална самоуправа се повикува на членот 16 од изборниот законник, во кој што стои дека изборите за совети и за градоначалници се избираат, односно за локалната самоуправа, во првата половина на месец мај. Матичниот закон е закон за локална самоуправа. Не може да се повикува на изборен законник. Тој е изборен законник. А матичниот закон по кој се води работата, ние не ја водиме работата на советите на општините по изборниот законник. Одлуките советите ги носат врз основа на законот за локална самоуправа, како матичен закон, што значи не може да се применува друг закон.
Добро, веројатно, иако во соопштението на локална самоуправа нема некој прецизен став околу тоа, Не може да има прецизен околу став. тоа што по истекот на мандатот. Недоразбирањето меѓу вас и локална самоуправа, односно демантот, е дека вие велите 24 март, чинам така, Да. завршува мандатот, тие велат втора половина на мај. Сега сме веќе втора половина на мај и по двете толкувања мандатот е истечен. Кои ингеренции ги имаат советите и градоначалниците сега, додека се најде политичко решение согласно договорот меѓу политичките партии? Така, прво нема недоразбирање, значи има доследна примена на закон. Значи, кој ги носи решенијата за ставање вон сила? Ние. И тоа е неспорно, тие се носат веќе. Значи, се во тек, над 600 ги има. Министерството за локална самоуправа е должно да работи по законот за локална самоуправа. Ингеренциите, односно мандатите се истечени на 24 март. И тие веќе немаат право да носат одлуки. Сите одлуки што се донесени од тој датум па до денеска се ставени вон сила со решение. Само да прашам што советите се избрани во првиот. Значи, да, сега ќе ви објаснам. Значи, да ги разграничиме... Денот на избори е 24, да не е Ама од денот на конституирање. Значи, грешката и забуната е тука што се ставаат во ист кош советите и градоначалниците. Тоа се две сосема различни работи и имаат сосема различен мандат. Советите се избираат во еден круг. Прашањето ми е зошто не би биле од денот на конституирањето на Значи, советот? да, почекај за да го дообјаснам. Значи, две различни работи. Имаш совет кој што се избира во еден круг. И имаш избор на градоначалници за кој има 2 круга, па повторување 3, во центар имаше и 4 круга. Значи, мандатот не им е ист. Мандатот на градоначалникот вели дека во член 49 дека се избира секоја четврта година. Не со мандат, секоја четврта година. Значи, до крајот на годината му трае мандатот. Зошто е наведено 24 март? Значи, таа дилема треба да ја разреши Уставниот суд. Ние сме должни решенијата да ги донесеме од изборот на членовите на Советот. Изборот е од 24 март. Значи, сите одлуки од 24 март наваму сметаме дека подлежат на решението за запирање и ставање вон сила на одлуките. Други решенија имаат примано на 8 април. Тоа е вториот момент, тоа е уверението од Државна изборна комисија. И третиот момент е верификацијата на мандатите од страна на советите на општините. Значи, во секој случај, тие се опфатени со првичниот термин и затоа го поднесуваме до Уставен суд со 24 март. Значи, тој да оцени законитоста, дали од 24 март или од 8, некои го примили на 10 април, уверението од Државна изборна комисија. Значи, законот тука не е прецизен. Вели, членовите се избираат за време од 4 години. Уставниот суд треба да оцени кога е изборот. Дали е изборот на денот на гласањето или е изборот од моментот на добивањето на уверението од Државната изборна комисија или трето од верификацијата на мандатот. Значи, законот, членот од законот овдека има само една реченица и вели дека се избираат. Кога се избираат? Значи, ние за секој случај превентивно одлуките ги запираме од 25 март 2017 па наваму. Што не значи дека Уставниот суд ќе одлучи така, може да одлучи дека е од Што ќе момент стане со на... тие одлуки? Значи, тие се ставаат вон сила одлуки, значи, прво и не можат да произведуваат правно дејство, бидејќи произведуваат после 45 дена. После 45 дена, значи тие не можат денес да се донесат и утре да се спроведат. Тоа е незаконско постапка, ако некој има такво нешто направено. Значи, овие постапки по донесување од страна на општините, во рокот се објавуваат во службен гласник, се доставуваат до инспекторатот и има законска процедура од 45 дена каде што треба да се објават во службен вестник, меѓутоа се објавуваат во службен вестник после истекот од 45-тиот ден. Значи, тие не можат да бидат објавени во службен вестник, затоа што постои законска пречка за тоа, а тоа е
конечна одлука од страна на инспекторатот за законитоста на тој донесен пропис од страната на Советот на единицата на локална самоуправа. И тука е тоа многу јасно и се спроведуваше изминатите години. За ова, вие велите во суштението дека досега никој вас не ве контактирал како локални инспекторат ЗЕЛС. Тоа е точно. Зошто? Па не знам тоа. Произволно не може никој да ЗЕЛС е Сдружение на граѓани, ЗЕЛС не може да коментира и да донесува. Те се градоначалници и совети. Консултациите за оваа тема, зошто? Тоа е нивна грешка, нив ќе ги праќате. Значи, нашиот став е согласно законот, каде што ние имаме законска основа да следиме законитоста на постапките. Според тоа и мандатите.